Добро вечер во уште едно издание на подкаст основано со мнение со мене Јанаки Митровски. Оваа вечер мој лично или особено задоволство затоа што имаме гостин препознативо лице на македонската хип-хоп сцена, но и мој личен пријател 25 долги години. Велиме добро вечер за Владимир Пешков, a.k.a. Елди Пистолеро, a.k.a. Лириковен демолер, бидејќи јас од тоа време те познавам. Јас и ти, Владе, сме пријатели долго време и тоа, знаеш како, многу потешко се прават познанства на постари години, а ние сме баш пријатели од... затоа ја многу си ги сакам оние што се уште се дружам од средно, затоа што баш онака кога си имал 14 години, кога е баш чисто пријателство, кога нема никакви интереси, кога си баш онака детска љубов. Така, добре дојде. Добро најдов. Фала ти за поканата. Многу ми е мило што сум ти гостин, особено заради тоа што сме толку време пријатели и особено заради тоа што стварно знаеш точно што правиш. Си знаел што правиш уште од кога бевме деца, така да никогаш не сум се сомневал во тоа. Јас сум Владимир Пешков, како што кажа, Елди Пистолеро, a.k.a. од Лириковен демолери, знаеш секогаш ме прашуваат што значи Елди. Демолеро, да. Демолер, Лириковен демолер. Да. Нема на Лириковни демолери. Елди е Лириковни демолери, за тие што знаат. Се знаеме долго време уште од средна школа и точно кога си млад и кога си дете немаш никакви интереси за да се дружиш со некој, немаш никакви предрасуди према дружбата и растевме во едно поинако време кај што дружбата и другарството мислам дека малку поинаку се ценеа. Не дека денеска не и се беа ценеа. многу поизразени за разлика од сега дигитални генерации каде што социјализацијата е на многу пониско ниво. Генерален проблем. Генерален, така е, нема збор затоа што види, ние можеби бевме нашава генерација и генерациите околу нас можеби сме живееле во најдобра доба затоа што сме фатиле и претходно кога било, значи, улица, дружба, кога немало мобилни телефони, а сепак сме се наоѓале, сите сме знаеле секој во секој, или си на кош. Едно во друго, да. И ја фаќаме и оваа доба дигитална за жал. Кога Лириковен демолер станува Елди Пистолеро? Кога созревали, стадиум ли е? Па види, Елди Пистолеро бил a.k.a. од секогаш. Рани 2000-ти години во Влаев, знаеш каде сум растен и хром, многу беше застапена хип-хоп културата. Застапена и до ден денес со гордост можам да кажам. И Лириковни демолери потекнува од тогаш, некој 2000-та, 2001-2002 година, заедно со Гајка, го поздравувам него, заедно почнавме Лириковни демолери приказната. И како што проаѓаше времето, како што созревавме, Елди Пистолеро остана и прерасна во тоа што е, да кажам, денес. Елди Пистолеро до крај. Си едно од најпрепознатливите имиња на хип-хоп македонската сцена. Знаеш како познато ти е раперското его, сега глупо е да кажеш кој е најдобар, кој сите веројатно за себе си мислите дека сте најдобри, меѓутоа ја знаеш, сакам повеќе да ми говориш за даунфолот, ајде ќе кажеме, за надолниот пат на она што своевремено го скова како термин господинот Пики Сипи вистински рап, и во наводници и без наводници, затоа што си многу свесен дека пред некој 16-17 години пар артисти, далеко тоа се тие ми си пријатели, меѓутоа го воведоа во мејнстрим хип-хопот, меѓутоа тој еволуираше во, ајде да речеме, многу помека верзија. Барем за мене, ја така сум го доживувал, хип-хопот како субкултура, секогаш требало да биде, не знам, контрасистем, антисистем, да има социјално, во еден дел, и социјално ангажирани текстови. Ти во прво лице си ја гледал еволуцијата на хип-хопот. Хип-хопот одамна е еволуиран. За Македонија се. Точно, да, сега правиме муабет за луѓе што влегле во поп сцена, јас така би го рекол тоа. Па и може да се каже и тоа не е неправилно. Од една страна секогаш сум го критикувал тоа заради работите што ги кажа за хип-хопот, од друга страна сум им благодарен за тоа што кога има такви луѓе што преминуваат од оној, да речеме, андерграунд хип-хоп во поп култура, се зголемува публиката и за андерграунд културата, затоа што некои луѓе што претходно не слушнале воопшто ни за едните, ни за другите, се запознале на таков начин и знаеш почнуваат да копаат, да видат од каде потекнува тоа, кои се артисти кои што
прават хип-хоп во државата и Така. така ствараш нова публика. А кога ствараш нова публика, се ствара една критична маса што може да разликува што е окей, што е поп, што не е окей. Така да точно имаше една таква транзиција, да речам, од хип-хоп во поп. Луѓето сами си бираат, па тоа е веќе поп, знаеш, веќе кога влагаш на тие сцени, влагаш во поп култура. Хип-хопот се задржува на некој начин како основна гранка, ама влагаш помалце и во помеѓу нешто текстови, друго. помеѓу битови, Текстовите, пееш. точно да, пееш, имаш гости кои што немаат никаква врска со хип-хоп, така. гостуваат и тоа веќе тука се мешаат работите. разводено. Да, хип-хопот секогаш бил музика што нуди, дава критика, ја бара критиката. Бунтовност, точно, дали било тоа против систем, дали било против некои други работи, социјална неправда, секогаш основните работи во хип-хопот биле тие. А морам да кажам дека сум благодарен на тие луѓе затоа што тогаш веќе, знаеш, окей, ние сме на ова, другите да се разграничат. Да се разграничат некои работи. Точно затоа сум бил благодарен, а највише заради тоа што се створила нова публика. Има многу луѓе што ги слушале нив и сега веќе не ги слушаат, те слушаат тебе затоа што претходно не знаеле и сега дознале. Затоа сум највише благодарен. Ајде за твоите хип-хоп почетоци. Кога почна да слушаш моите хип-хоп почетоци? Кога почна да слушаш рап, која ти е прва, не знам, група, Лириковни демолериви е прва група со... Па официјално првата група, иначе јас си настапував под името Елди, не настапував, туку се естаблирав помеѓу блиските и кругот во кој што порано рап кругот беше многу помал него ли денес и не можеше толку брзо да стигнеш до друг затоа што немаше такви медиуми. Така, да. Слушам рап од 90 и некоја година, слушам рап, а првиот настап ми беше, да речам, официјален настап во 98 година на хип-хоп теза, како што го спомна Пики Сипи, порано А1 радио постоеше и имаше хип-хоп теза емисија во која што имаше рубрика борба на телефоните. И сега ти треба се јавиш, да се пријавиш дека ќе рецитираш и рецитираш во живо на радио. И тука негде почна моето, да речам, официјално представување пред другите како артист. Потоа снимав некои локални ствари. Бобан Василевски секогаш го спомнувам. Тој е наш познат гитарист, ми испродуцира првата песна на компјутер дома со да речам low budget, basic инструменти и апаратури за тоа време, но оној микрофон, оној извитканиот на Microsoft порано што го дава памтиш, да. И тука некако почнав. Иначе фристайлот ми беше прва љубов, повеќе сакам да рецитирам фристайл од забава него ли да снимам песни, ама кога веќе значи идеш, шутираш у гол, сваќаш дека можеш да погодиш, викаш чекај ќе пробам да играм и фудбал. Така, кој ти е првиот настап пред публика, например, официјално, знаеш, на бина, на не можам да се сетам точно, ама може и да беше негде по скопскиве клубови и памтам во Струмица еден настап исто многу одамна, 2003-2004 година. Повеќе од 20 години, тоа сам да кажам, да. Точно, ова е пред ерата на Гринаут и на Легијата. Значи ерата на Гринаут и Легијата, мојата ера со Ајде баш до тоа ми беше следно, тоа е кога? Тоа е крај на 2004-2005 година. Да, затоа што памтам дека баш фактички Гринаут почнавте, баш ние кога се упишувавме на факултета, тоа е тогаш 2004-та ние се упишувавме на факултет. 2005 година, летото почнавме се запознав со Тони и со Нено и кога ќе се спои таа енергија на ствари што сакате заедно да ги правите и гледате дека сте окей за тоа, тогаш почна Гринаут. Колку соло албуми имаш? 3 соло, официјални 3 соло албуми како соло артист, еден микстейп и последниот друга клапа излезе оваа година во, ако не се лажам, јуни месец. И кога сме веќе кај хип-хопот, морам да спомнам дека сега на 6 декември имам настап на Таксират, каде што ќе биде промовиран дел од албумот Друга клапа, од последниот албум. Заедно со DJ Гоци и со Ронин ќе биде настапот и некако секогаш кога треба да настапувам ми е кеф, зашто секад сум сакал да настапувам, е било. И биле посетени супер, јас памтам многу добри слики од пред 2 години, мислам дека беше на ДФС со друг легендарен за мене хип-хоп артист, иако се човекот не е толку стари години, нели Страйк. Страйк, да, исто заедно сме во причата цело време. Да, значи феноменално да се гледа и е добро да има таква критична маса, значи да не е све баш шминкера. И меѓутоа кога сме кај албуми, ајде заеднички проекти и ја ќе те задржам на еден кој што за мене е така многу допадлив, меѓутоа заеднички проекти. Као Легијата,
Предпоставувам дека неколку изданија има. Колку изданија имаш како дел од легијата? Како дел од Класични легијата... вие вадевте воопште класични албуми заеднички? Да, значи првиот албум што излезе официјален на легијата заеднички наш е Лош ден за империјата. Така. Па потоа е Деценија и последниот албум што го снимивме официјален студиски е Легијата на проколнатите. Тоа е во 2016-17. И исто еден од албумите што ми е многу драг, што сум го направил во соработка, е Убичена жене, заедно со Скај Виклер и со Дон Дада, кој што е снимен во Белград во 2009-10 негде година, а промоцијата си ја доби неколку години подоцна во 2011 во Скопје во клубот Хавана. Јас ќе ти кажам затоа што баш на тој албум Целев, тука и како критика можеш да си го мене тој албум многу ми се свига, значи ти ми ги пушташе Убичена жене, малце ти ги слушаше песните уште пред да бидат излезе, така, да. Убичена жене е за мене нај-underrated хип-хоп албум. Истото ќе ти го кажав, меѓутоа и тој како критика да си го сватите сите тројца, затоа што е многу слабо промовиран. Сега иде 2011-та, тогаш уште немаше толкава експанзија на социјални мрежи, па знаеш сега е многу подостапно, меѓутоа така квалитетен албум, значи таму од не знам 13 песни или колку има 11 се хитови, а она баш хитови. Така. Ја направивте еден-два спотови, меѓутоа и тие не беа некако него добија дали е тоа недостиг на тогаш беше она масивна експанзија на она ти што викаш хип-хоп во поп. Тоа сакав да кажам, значи во тој момент кога излезе албумот излага уште многу проекти, сега мораш на сите малце мораш да се расплиниш за да стигнеш сегде да постигнеш да излезат албумите и некако Убичена жене беше in between најден, знаеш, она измеѓу ствари. Исклучително квалитетен албум и јас мислам дека и не би и лоша идеја, односно еве као совет да си направите и реиздание, затоа што сега сигурно би бил многу погледан и слушан. Може би реиздание и ремастеринг треба да се направи, меѓутоа пред се треба да го ставиме ова со Гоца го зборам нонстоп и све некако други ствари не излагаат пред тоа, треба да го ставиме на платформиве музички и тоа ќе го направиме најбрзо што може, затоа што луѓето бараат да го слушнат. Се живеели во Македонија од хип-хоп. Не само за тебе конкретно, ајде, окей, јас знам еден пример добро на диџеј кој што можеби му е тоа примерна професија, меѓутоа колку може генерално се живее строго од хип-хоп. Види, да се живее само од хип-хоп не може. Дека може да се заработи точно, меѓутоа периодичната инцидент. Периодично, да, меѓутоа хип-хопот отвара врати, не само хип-хопот. Значи, кога се бавиш со нешто што луѓето сметаат дека е квалитетно и експонирано, тогаш се отвараат врати. Ме разбираш, така да ако луѓето знаат да ги поврзат работите и ќе им се отворат карти и после тоа треба само да играат како што треба. Што ќе заклучам дека не се живее само од хип-хопот, меѓутоа може да ти помогне да ти се отворат врати каде што можеби ќе се најдеш некаде и ќе постигнеш нека задоволителна лична екзистенција или задоволителен приход од тоа. Еве кажа, јас сакав да те прашам, кажа на 6 декември ќе настапуваш на Таксират, кога да очекуваме соло концерт од AKA? Соло концерт дефинитивно ќе правам другата година. 26-та? 26-та ќе правам соло концерт. Каде и што не би зборел ништо пред време, додека не сум сигурен за тоа. Во меѓувреме сакам да најавам дека и Страйк ќе вади 4-ти соло албум. Да, тоа е многу кул и многу окей. И го знаеме човекот сега да не испадне долго време, да не испадне дека не сега тука нели му се умилкуваме, не спорно е, са ти си ми другари многу подолго, мислам јас со него и не сум особено близок, се знам све супер, меѓутоа значи, трагедијата, Владимир, за мене, кај таков тип, и кај тебе, и кај него, и кај други тип актери, музичари, е што тие луѓе не се милионери. Значи, таков талент да е во Соединените Американски држави, ќе биде мултимилионер до сега. Океј, си во право, ќе те прекинам, извини, меѓутоа, сега отвараме уште 10 други теми на разговор. Пример, прво пазарот. Пазарот не, нема збор. Малце, помал пазарот. Второ, за да ти станеш милионер, види, многу ретко се луѓето што станале милионери. Не мора да биде милионер, да живее од музика. ставаме милионер, еве, да живее од музика. Да живее од музика. Прво, некој треба да те препознае. Значи да те препознае, не правам муабет да те препознае фан или да те препознае другар, туку треба да те препознае продуцент.
Продуцентите им ги носат парите на изведувачите. Нема збори, тоа е ги така, носат те прави изведувачите. звезда. Кај нас, за жал, или не знам како да кажам, еве ќе кажам за жал, артистите како нас се многу ретко препознаени од такви продуцентски куќи. Не гледаат финансиски Не интерес. гледаат финансиски интерес или не гледаат иднина. А сега ние после 20 години редовни на сценава со настапи полни, со луѓе цело Да време влезеш што у поп доаѓаат. не иде. Не е да влезеш у поп, ви да влезеш у поп, пак е, знаеш ти сега, еве, влагам у поп, значи сите што претходно те слушале, веќе нема да те слушаат. Дефинитивно. И многу потешко да створиш нова публика, отколку да ја одржиш старата. И сега ние не дека никад не сме ни помислувале да ставаме Така, јасно. влагаме у поп, затоа што формулата е успешна. Музиката што ја правиме е слушана, ја правиме на наш начин, дури и кога ни било понудено нешто приближно или малку што одскокнува од нашата музика, сме го правеле на нашиот начин, како што еве да секогаш ќе ја спомнам чија си е песна што може да се каже дека е влезена во поп музика, затоа што ја слушаат секакви луѓе што врска немаат од хип-хоп, точно, да. Ама пак ја направивме на наш начин, да нас да ни се допаѓа песната пред се, па после на другите. И пројде. Така да, пак ќе кажам, треба некој друг да те препознае и некој друг да вложи и да верува во тебе, затоа што процесот е долг и не е од сега ќе почнеш, утре ќе добиеш, не може така. Така да Кои хип-хоп артисти кај тебе оставиле најголем печат? Како памтам еве сега го мислам малци дека сум нели изморен од целодневна работа, не ми текнува на како се викаше West Coast раперов што го слушаше цело време во средно. Ептенти беше хит, значи нон-стоп го слушав. Па јас Big L го слушав. Big L, да се жив и здрав, на него мислам. Big L е дури во алманахот од средно кога завршувам. Big L стои така. Да, стои Big L. Ама Big L е East Coast артист, не е битно. Исто не е битно. Да, он ми има оставено најголемо влијание од сите и сега тука се ред други од Tupac до нас, до групи како Mobb Deep, како Onyx, Wu-Tang, Method Man поготово, не знам, сите тие артисти што ги одбележаат 90-тите, ми се директно ми влијаеле на... Беа ли 90-тите златното доба на хип-хоп? Апсолутно. Дефинитивно, затоа што баш гледав некој од постариве рапери кога збореше, вика да направиш споредба меѓу раперите од 90-тите. И сега набројува нели делодови, ти што ги набројаш. И не знам, сега вика Lil Uzi Vert или не знам некои такви дебилни имиња, тоа ти е вика као да направиш као Dream Team 92 NBA да игра против Параолимпијада тим, значи као нешто. Символично кажано е така, буквално. Ама пак ќе се надоврзам да се надоврзам на со аутотюн. Да, кул има. Меѓутоа публиката види, извини што те прекинам, во дела и тоа што го збориш. Продуцентот ја прави публиката, те форсира по радиостаници, по телевизии, по социјални мрежи, бустира, има пари да ги бустира. Сега, добрата ствар за овие 90-ти рапери од 90-тите, што и они не успеале скроз сами. Значи, позади нив стои огромна продукција, што ги препознава во тој момент, сваќа дека рап музиката е во подем и... Види, реално... Подпишува договор. Ние немаме никогаш во животот официјален договор подпишано, како да ти објаснам. Ти го земеш и Биги, Notorious Big, да, Биги, апсолутно. Хардкор гангстер рапер, пак иде на по-фенси менси кога го зима... Да, ама големи се парите, тоа сакам да ти кажам. Да, значи, големи се парите, ти и да ти понуди некој да влезеш во таа индустрија, ти нуди голема цифра на пари. И ти ќе се подразмислиш и ќе речеш, чекај човек, јас знам точно кој сум и што сум и каква музика правам. Треба да заработам нешто од неза. Така размислувале они. Умеѓу време имаш продуценти што исто сакаат да заработат од тоа, а си под договор и мораш да тераш. Да. Доброто кај нив е што во 90-тите нивниот хип-хоп андерграунд успева како мејнстрим музика. Сега веќе тоа е сменето. Мада оваа година нас, го спомнав нас, има издавачка куќа Меса Пил се вика и он ги оживува на некој начин постарите хип-хоп артисти и веќе излегува 5-6 многу солидни албуми од кога он ги превзема во својата. Стварно она што денеска или денешните деца го сметаат за хип-хоп у наводници, мислам, срамота се некам никога да навредам. Текстовите се прости, многу ограничени, прилично едноставни, вака така онака рими, аутотюн задолжително или во голем дел, мислам. Па не квалитетот секогаш се шминка, така да простачко е, дури има на птен на многу ниско ниво. Зашто?
Еве, например, како еден од придружни компоненти, ние кога сме деца тоа постоеше и ти тоа го правеше, имаше редовно фристайл битки. Ја фристайл битку Македонија не памтам од кога немало, не се спремни децава, нема толку интерес, нема вака така онака. Спремни деца има, се рецитира фристайл во некои позатворени кругови, меѓутоа новиве деца не ги интересира, реално. Вака така онака, Воопшто не ги интересира, па знаеш како хит. аутотюнот им е алатка за да се направат малку шминка, кога ќе ставиш, изгледаш малце поубав, истото ти е и аутотюнот, кога имаш неквалитетен глас, филтер, да, за нешто подобро. А фристайл, има фристайл, се рецитира фристайл, меѓутоа тоа е или под затворени врати, или негде во помали места каде што... Нема класични битки кои на времето, не знам, ти, Тони Зен, меѓутоа, тоа не сум видел 1000 години. Имаше, ја по Борис ги лепеа тогаш, па може веројатно ти си ги лепел, значи тој против тој во, не знам, во Баракуда, Така. Добро. Се напушти тој систем. Па, до негде е напуштен и можеби затоа што, знаеш, многу често и помладиве артисти очекуваат поддршка од постарите, што треба да имаат, меѓутоа треба да сватат и дека и нешто треба сами да направат. Ме разбираш, значи мене ме викале на фристайл да рецитирам, мене фристайлот ми е нешто свето, значи не би можел било каде да рецитирам фристайл и не би можел... Не, и не би можел пред било кого да рецитирам фристайл. Ме разбираш, затоа што фристайлот е нешто лично и не е за секаде и за секогаш. Фристайл битките се некоја поразлична ствар. И многу често фристайл битките се со пишуван текст во последно време, што не е фейк. Што па не е фейк, туку не е класичен фристайл. Ме разбираш? Класичен фристайл по мене, ја ти дам тема на таа тема, рецитирам што си го правил 100 пати и на многу од луѓе сум им зборел и не го разбираат дека тоа така, затоа што например на YouTube може да се најдат 1, 2, 3 фристайли од тебе, меѓутоа луѓе не разбираат. Не, ништо не. Дека тоа не е ништо, дека најдобрите фристайли, еден од најдобрите фристайли што сум ги слушал е кај мене у Карпош кога живеев на тераса на пример, кој што никој друг нема да слушне и не си сакал да те снима. Па тоа сакам да ти кажам, мојата легенда за фристайл луѓе што те слушале непосредно, да. Слушале така и што баш ко легенда комит, да. Да, вака јавно многу ретко и секогаш кога... Не си на 100% некако не сум ни на 50% да, кога некој ме снима или ме гледа или пред некои луѓе што не ги познавам, не можам да рецитирам фристайл затоа што едноставно не можам скроз да се опуштам. Така. Спорт. Кендо тренираш од која година? Почнав да тренирам кендо во 2008 година под водство на Златко Кесковски сенсеј. Да, тоа е главниот човек. Си македонски репрезентативец? Да, македонски репрезентативец. Не е некоја општо позната дисциплина. Дај малку ја популаризира го кендо, ако може така да кажеме. Се борите со стап во полна опрема. Кендо е јапонска боречка вештина, се бориме со шинаи, кој што е направено од бамбус и луѓето кои што ете така не ме сваќа погрешно, не го разбираат кендото, се изразуваат како стап, да, васа, така ми правеше порано цело време, да. Кендо е застапен спорт секаде околу нас и во Европа, меѓутоа не е толку многу популаризиран затоа што е вештина. И вештина во која што ти не можеш да ќе спомнам да се изрекламираш или да спонзор да изрекламираш, не привлекува спонзорови, не привлекува толку голема медиска своевремено се жалеше и беше прилично вокален против тоа дека финансии не се одделуваат, дека барале од Агенција за млади и спорт, дека им давале некои смешни суми, вика не можеме. Тоа трае и до ден денес, значи он се бореше секогаш и успеа да го естаблира кендо како спорт и вештина во Македонија. Ние сега понатака пред се Андреја Танасовски го продолжи тоа и се трудиме максимално да го расшириме колку што може. И во последниве години е на малце повисоко ниво во однос на ученици и во однос на застапеност. И сега секогаш кога и да ме викале да бидам гостин негде за пред се ме викаат нели за хип-хоп, ја користам приликата да спомнам за кендо. Апсолутно затоа и сакав да зборнеме околу тој дел.
вештина е, јапонска боречка вештина која што јапанците си ја држат онака, сакаат да ја задржат да биде древна. Значи не е олимписки спорт и е кога не е, луѓето се највише се лепат, луѓето што треба да дадат пари се лепат на олимписки спортови и на комерцијални спортови како што се фудбал, кошарка, ракомет. Негде каде што може да добијат нешто назад. Фидбек, да. Да. Сега од друга страна па не ги гледаат успесите. Значи ние во кендо имаме прилично солидни успеси како нација, што треба да не повлече према луѓето што треба да не isfinansираат и да не поддржат. Сега таа поддршка е многу мала во однос на резултатите што ние како прилично млада федерација ги носиме дома. Репрезентација, репрезентативеци, такмичите? Точно, репрезентативец сум, дел од националниот тим, на сите и поголеми и помали турнири како светски првенства и светското и европското првенство се најголеми, нели, како настани, и после тоа следуваат оние локални турнири, купови, Балкански куп секако и локални турнири кои што ги сме присутни на сите. Последните две години на последните две европски првенства во Франција во Бове и во Холандија во Лейден, Македонија е помеѓу 8 најдобри држави во Европа, што е огромен успех за нашата држава. Кога завршивме како најдобри 8 во Лейден, таа година 2023 мислам дека бевме номинирани за најдобар национален тим во Македонија, официјално номинирани. Така. Мислам дека таа година добија одбојкарите, честито за одбојкарите. Ама стигнавме до негде каде што ќе те препознаат, да те видат. Сега процесот во кендо е малку посложен затоа што не е шутни топка дај гол. Сега на пример некој да сака да тренира фудбал, ако е добар фудбалер, влага во тимот и почнува да игра. Кендо е малку поинаку, значи има процес на почетник, па процес на втор левел почетник и потоа почнува вистинското кендо, каде што влегуваш да се бориш, да полагаш за степени и така натака. Се трудиме максимално и сега на 13 еве отворена покана до сите, на 13 декември во Борис Трајковски салата со почеток во 11 сат е 15-тото поред државно првенство во кендо во Македонија. И сите што сакаат да видат од блиску за што станува збор, може да дојдат и има ли категории кои што се дава по килажа, по возраст? Има категории во возраст, добро, меѓутоа нема во килажа. Тоа е многу интересно. Како се дава по возраст? Имаш неколку категории на јуниори, да речеме сега од 9 до 12, од 12 до 15 и имаш до 18 години јуниори. Добро. Од 18 години нагоре си веќе влезан во сениори. Исто така има Q и Dan категории, значи Q појасни, да. Q, па да речеме како во каратето што се појасите, тоа се значи да не се случи Q. Ако добро да разберам, се случи бел појас да биде искршен од Q како црн. Лаички кажано така, значи има турнири каде што има Q категории и Dan категории. И нормално има машка категорија, женска категорија и јуниорска. Заинтересирани ли се жените за кендо? Имаме ли репрезентативки? Имаме репрезентативки. Помалце се од машките, меѓутоа се девојки што долго време тренираат кендо и исто така како што ние пробуваме да ги повлечеме нормално и машките и женските, и они пробуваат да повлечат женска публика. Кој е државен шампион на кендо во Македонија? Последен државен првак е Александар Кесковски и претходно се менувале, он е последен. Сега оваа година ќе видиме. Си дел од приказната на Бадубар, една многу добра приказна, локална и не е толку локална, ама ајде да речеме локална, нели, за тој дел од градот, многу важна, значи никогаш немало недостиг на кафулиња во Порта Влае, ама таа приказна некако по мене, ова не ти го кажам пристрасно, затоа што ми другари, него затоа што навистина така е некако најавтентична. Почнавте со едно ќоше, се прошири приказната и тоа е супер. Ти всушност малку подоцна се приклучи така, после една година на тимот 2013, ако не се лажам. Добро. Бадубар е отворено во 2012 и јас станав дел од 2013 година. Да. Правите ли уште мејкави журки? Правиме. Сега пред брзо имаше само јас во септември.
Со балоните. Со балоните, Ајде, да. дај ни малце, да не ти влечам, дај ни околу Бадубар малку приказна, да не ти влечам зборови. Бадубар е почнато како локална приказна, сега веќе на 26 декември го славиме 13-тиот роден ден. Како што проаѓаше времето, како што се развивавме ние и како луѓе и како што се развиваше и нашиот персонал, Така. се разви и просторот, еве да кажам. Сега сме малку поголем локал, не сме веќе локален затоа што доаѓаат луѓе од секаде. Буквално локална приказна која што прерасна во нешто поголемо. Пред се почнавме со многу журки правење, значи скоро секоја недела да се прави, ама после ковидот некако се сменија работите. Така. И некако луѓето повеќе сакаат да дојдат и да искулираат отколку да се журкаат, што не знам, тоа е до луѓето. Ние не дека правиме журки. Make a Wish Party е наша естаблирана журка, е трейдмарк да речам на кафичот, што ја правиме секоја година и многу често не критикуваат за балоните. Тоа е друга прича. Од моја страна сакам да кажам дека ги правиме луѓето среќни. Луѓето доаѓаат зашто се среќни поради таа забава. Многу често знаат да дојдат луѓе и да ми кажат: "Леле, кога ќе биде Make a Wish да си замислам жилба, пошто секогаш тие жилби ми се отсваруваат." Знаеш, кога ќе ти каже некој така, ти доаѓа окей, сакаш да направиш нешто поиш. Тоа е забава кај што луѓето си замислуваат жилба, ја пишуваат на лист, ја ставаме на балон со хелиум и ја пуштаат нели во воздух. Пред се гаевме и уште гаеме диџејска култура, нели? Покрај хип-хоп културата, нормално и џезот ни е како дел помодерниот, еве да речам, па и оној класичен џез. И ставале простор за промоција на доста непознати диџеи или на луѓе кои што... И диџеи, дури промоции на албуми, на секакви различни работи, од донаторски забави до промо забави на било што, да речам. Зашто никогаш не се одлучивте, например, да вклучите храна во... Еве тоа лично сега сум сакал да те прашал. Тоа е посебна главоболка, многу често прашање, посебна главоболка, хасап системи, кујна, вработени, кувар. Пред се треба да имаш, нели, квалитетна храна, да не биде тоа чисто си го отворил како плюс ставка во бизнисот. И гледај, ние сме кафе бар. Значи, кафе бар е коктел бар. И кога ти веќе си влезен во тоа, сакаш да го усовршиш тој бизнес. А не на 100%. А не да не бидеш на 100%, затоа што, еве, моје мислење е, еве, ќе ставиме храна, така. И сега ќе дојдеш утре да јадеш, нема да ти се свија храната. Ќе прекинеш да доаѓаш. Ќе прекинеш да доаѓаш или пак ќе го поврзеш тоа со цел кафе бар. Нема да речеш само храната е окей, пијачките не се окей. Во принцип ќе кажеш дека не било окей јадењето. Што би го совладале и тоа, затоа што у принцип ние сакаме све да правиме квалитетно. Се надевам дека и кога би правеле храна би била квалитетна храната, меѓутоа работа со храна е многу комплицирана работа. Не дека не ги охрабрувам луѓето, баш напротив ги охрабрувам, меѓутоа тие што се бават со тоа. Ние појма немаме за правење храна. Ние знаеме да правиме пијачки. И затоа сме одлучиле дека строго ќе како кафе бар и коктел бар. Точно. Што се идните планови на Елди Пистолеро како хип-хоп артист? Кажуваш соло артист. 26-та соло концерт извини во to be determined датум, кој што ќе биде понатака одреден. Работиш на нов материјал или константно работиш на нов материјал? Кај црпиш инспирација на 40 години? Така, и константно и воопшто. Значи, не можам да најдиректно ти кажувам. И константно работам и воопшто не работам, затоа што спонтано оставаш? Оставам да биде спонтано и оставам нешто да ми измотивира. Најчесто, како и сите, нели, нормално, мотивот ми од секојдневието, дали тоа е некоја случка што е општа случка или нешто што мене лично ми се случило, оставам да се мотивирам. Кога сум мотивиран, творам и творам добро. Јас можам сега да седнам и да напишам песна веднаш, меѓутоа пред се треба јас да бидам задоволен од незе, па после да се сними. Така да конкретни планови немам, ама имам многу често еден период кај што имам порив на емоции и мотив за да снимам и пишувам и тие моменти ги користам максимално. И најчесто затоа албумите ми се со поголем
интервал временски период разлика еден од друг, затоа што сакам да бидат како што треба. Во меѓувреме има настапите се знаеш како денеска седев, ми спомнаа за нешто во март, ме разбираш, ми спомнаа нешто за во декември, ама во декември не сум тука, патувам и тие работи се не се климави, туку се сега има, утре нема, па некој период има, па некој период нема. Тоа е различно, во зависност од тоа колку фестивали има и колку не многу локали места во држава може да обезбедат таков настап. Не само финансиски, од секој аспект. Така да конкретни планови нема, меѓутоа и на 40 години уште се осеќам способен дека можам и да тренирам кендо и да правам хип-хоп. Остаревме, ама знаеш како што старееш, искуството се доаѓа. Некои работи тоа сам да кажам и со зрелост многу доаѓаат. Така. Само го завршим овој подкаст со тема на канабис легализација. Сега во канабисот реално е составен дел од хип-хоп културата и од секогаш бил. Сега сме возрастни луѓе, не сме тука да промовираме конзумација на канабис, но во 21 век, кога тенденција светска е да се легализира канабисот, значи Германија тоа го направи, многу држави, речиси сите сојузни држави во САД и рекреативно говоруваме, не за медицинска, тоа и одамна е тренд. Во Македонија праксата покажува дека 5 грама канабис ќе ти донесат кој што секој може да ги има за себе, значи тоа не е некоја количина на канабис, дека тоа ќе ти донесе обвинение не баре си дилер. Мислам, стварно сме уназадени и сега се подготвуваат, еве ова прв пат јавно го кажувам, затоа што го знам. Добро. Измени во закон за прекршоци против јавен ред и мир, например сега по член 20 те гонат за може да те гонат за јавно оддавање на наркотици. Што е сосема окей за мене, дека е прекршок против јавен ред и мир, на јавно место да се оддаваш. Иако праксата покажува и у џеб да носиш гонат, меѓутоа имаш право да ќе можеш да го оспориш на суд. Сега се подготвуваат измени во закон за прекршоци против јавен ред и мир и самото поседување да биде прекршок што е нонсенс по мене. Значи и дома ако имам претпоставувам дека ќе биде казнено. Кој е твојот став околу легализација на канабис? Види, околу овие правни работи ти си главниот за тие ствари, јас малку полаички ќе го кажам тоа. Мислам дека тие тези вредности се изместени кај нас. Колку е казниво и како е казниво, стварно не знам. Меѓутоа, ако го следиме оној светски тренд на легализирање на канабис за рекреативна и за медицинска употреба, мислам дека е редно време и кај нас да се подразмисли за тоа. Зошто? Затоа што пред се сметам дека нашата земја како почва може да понуди квалитетен канабис, би рекол. Од друга страна голем е парадоксот што има многу фабрики кои што произведуваат или медицински канабис, а лекови нема и тука најголемиот бунт кај народот општо е тоа како може да се произведува масовно. Види, во главном една-две компании се сериозни, другото е се црн бизнис. Океј, па може би заради тоа, затоа не сакам да навлагам во тие ствари, пошто не ми се толку познати. Меѓутоа, по тоа што го гледам, значи во мојата глава не е јасно како може некој масовно тоа да го произведува во фабрики. Своевремено 70 и кусури имаш. Своевремено пред 70 и кусури. 72 лицензи имаше пред 3 години, 4 години имаше 72 лицензи. Тоа е многу сериозна бројка за држава како Македонија, точно да. Значи некој од тоа сигурно профитира, меѓутоа не народот. Никогаш народот не профитирал од тоа. Види, законот например за контрола на опојни други психотропни супстанции и неговите измени од 2015-16 кои дозволија медицински канабис остана непроменет. А и сите измени кои што се подготвува, а не се случија, беа во насока да се извезуваат светот од канабис. Ние како Сдружение на канабис и зелени политики, билка, мислам, сега сме максимално пасивизирани, живуркаме, меѓутоа не со оној интензитет како порано. Ставот наш беше, онда која е поентата, ако цел канабис се произведува во Македонија и се извезува надвор, ние немаме против таман работа да не треба да заработат и правни entитети, меѓутоа ние побаравме да биде еден од условите да мора дел да фигурираат со производи на пазарот. МК донесе со 70 производи да излезат на пазар, ќе има и многу поевтина цена и за нив ќе биде многу поисплатливо, меѓутоа
секогаш политичкиве размислувања биле у тој правец да се задоволи бизнис страната на што не е погрешно, но не е ни исправно. Голем мит е дека канабисот е gateway drug, со тоа апсолутно не се согласувам. Ми видов една многу добра имаше многу добра мисла од некој си конгресмен амерички дека legalization of cannabis is not just about cannabis, it's about protecting good people from bad cops who use cannabis as a gateway drug. Така вакви има милион ставови, мисли, има ми мисли милион, меѓутоа пак ќе кажам, ние сме мала држава во која што ете како што кажа 70 и кусур лиценци да издадеш ти, значи нешто се случува и тоа треба да и тој канабис оди негде. Тој канабис оди негде, нормално, значи сите тие работат, ако не оди нигде нема да работат. Имаше многу кражби, имаше многу и така натаму Владе, ти благодарам на одвоеното време. Фала ти што ме викна, у секое време би одвоил време за тебе, ти посакувам успех на секое поле што го работиш. Подкастов нека ти трае, викај гости кои што ќе Воглавном, не знам дали си приметил, немаме викнато до сега ни еден политичар и гледаме да го држиме тоа темпо, сега со тек на време сигурно и тоа ќе се промени, но гледаме да даваме повеќе простор на квалитетни гости. Знаеш како, политичарите сигурно ќе си најдат простор, едноставно ќе си го купат со пари ако не може да го најдат. Доволно политика има кај нас во општеството и доволно се присутни, значи идеш во нормални држави како Шведска, како значи на Скандинавија да го земеш, дете од 10 години појма нема кој му е премиер или кој е министар, да го знае секој министар. Кај нас ги знаат сите министри но морам да ти посочам и знам дека со тоа се согласуваш, кај нас за жал има многу простор за шлям и има гледаност. Факт е дека има гледаност. Значи јас тоа го разговарав со еден новинар кој што ми е познаник пријател тука и он кажа нешто што е вистина. Ја ќе вика фалусот сега тука да го извадам да го ставам на маса, тоа ќе има 300.000 прегледи. А да седам да кажам нешто паметно ќе има. Па за жал така е. За жал е така за се. Ти благодарам уште еднаш. Фала ти и на тебе.